Од Алпите до сртот Тенаро и од пустината Сахара до планинскиот венец Кавказ. Ова се просторите по кои изминатите 2 години се движеа еден мотор и еден човек. Јас сум Ташето и ова се моите патувања. Веќе да влезам во пустината Сахара. Всичко да прибајам тука за сега. Дами и господа, Алпите. Во просек 12 луѓе го губат животот на овој пат во текот на една година. Тоа се балоните во Кападокија. А прва најужна точка на Балканскиот полуостров. Тоа е езерото Блед. Тоа таму е Босфорскиот мост по кој идев. Веј овде снег. Ситуација станува се понервозна. На границата со Грузија, Македонија. Тајен. Macedonija. Семафорот е на црвено, меѓутоа сите Скеропскиот не е ист во секоја држава. И 200 километри без бензинска излегвате со поглед на кањонот. Еве и автобусите во Ерменија. И малку подпропадна. And don't forget to put benzine. Океј. Навистина е прекрасно да се помини времето тука. Да, teraz. И добро утро на сите. 5,5 часот. Ќе го гледаме Јадранското море. No, Бимјорум трчи. Случајно возејќи ова го видов. Да видиме што ќе види. Охо-хо. Македонски. Македонски? Да. Јерева. Низ селото Тоујане. Дедоно е застанал со својот брод. Ојте. Гледката е навистина преубава. И еве камилчина на патот. Во јануари 2024 година го купив овој мотор, а веќе во месец април го имав и моето прво поголемо патување со него. Тоа беше патувањето низ Грција, кое што траеше 6 дена и секоја ноќ ја поминував кампувајќи во мојот шатор. А на ова патување го имав и мојот прв и единствен момент на осаменост. Скоро се што се случуваше тој прв ден беше надвор од планот кој го имав. Десетина километри откако тргнав од дома исполнет со радост и возбуда, забележав дека на моторот ми ги нема стаповите за поставување на шаторот за кампување. Со оглед на тоа дека целата оваа тура ми беше сведена на кампување, во интерес на моите тогаш екстремно ограничени финансии, фактот дека ги загинав стаповите значеше и откажување на целото мое патување. Но не се откажав веднаш. Потрошив 3 часа возејќи напред и назад до оштие 10 километри, барајќи ги стаповите за шаторот, но дали ги најдов? Не. Во тој момент одлучив да побарам продавница и да купам. Попат на мојата планирана рута беше градот Лариса во Грција,
а на интернет успеав да најдам продавница за кампување во тој град. Застана во продавницата, си купив стапови за шаторот и си помислив добро, можам сега да си продолжам со планот. Пристигнав на полуостровот Волос, каде планирав да ја поминам првата ноќ, кампувајќи надиво на една плажа, но кога стигнав на таа плажа, услови за кампување немаше. Беше многу ветровито и песокта многу влажна. Веднаш на навигацијата најдов други потенцијални плажи за кампување, но ниедна не ми изгледаше погодна за кампување. Сонцето веќе почнуваше да заоѓа, доаѓаше мрак, а јас се уште не знаев каде ќе ја поминам ноќта. Тогаш најдов неколку приватни места за кампување, но бидејќи беше април, се уште не беа отворени. Сепак, на едно од тие места ми дозволија да го поставам шаторот. Веќе беше зајди сонце, а кога почнав да го поставувам шаторот, забележав дека стапчињата што ги купив не одговараат. Веќе падна мрак, а јас, светејќи со блицот од телефонот, импровизирав малку и го поставив шаторот, така што покривот беше многу низок и ми удираше во главата, но сепак беше подобро од ништо. Кога конечно седнав во шаторот и го исклучив блисот, бев обиколен со огромна темница и тишина. Тоа беше мојот досега прв и веројатно единствен момент кога се чувствував навистина осамено и се запрашав себе си дали вреди да се патува ако секоја ноќ е вакова. Но главното прашање беше дали следното утро да се откажам од ова патување и да се вратам дома. Но не се откажав. Откако преспав и дојде следното утро, продолжив со своето патување. И 3 дена подоцна на островот Пелопонес го имав најубавиот момент што некогаш сум го имал на моите патувања. Го сторив тоа што со години сакав да го направам. Кампував покрај езерце, а пред мене едно мало оганче. Тоа што го направи овој момент уште поубав беше дождот што врнеше додека спие. 2 дена подоцна пристигнав дома, исполнет и среќен, и веднаш започнав со планирање на моето следно патување. Патувањето до Алпите. 2 години пред тоа, кај мене дома беше дојден председателот на мотоклубот Рисови од Прилеп. Заради некоја приватна работа со татко ми, со тоа што тој го работи поврзано, значи немаше никаква врска со мотори и слични работи. Јас во тој момент не ни знаев кој е човекот, а сигурен сум и дека тој не се сеќава на овој момент. Меѓутоа мене ми беа чизмите оставени надвор. Тој ги забележа и ми кажа дека и тој вози мотори. И при тоа почна да ми покажува слики од една нивна тура на Доломитите, односно италијанските Алпи. Гледајќи ги сликите, јас си реков еден ден и јас ќе одам таму. Па така, 2 години подоцна заминав и јас за Алпите, поточно само австријскиот дел. Тоа беше во месец мај, кога се уште има снег по планините, а превојот низ австриските Алпи беше единствен проводен пат во тој период. Целата таа тура траеше 7 дена и беше исполнета со многу нестабилно време. Започна во Србија покрај реката Дунав, продолжи низ Хрватска и Унгарија, кај прекрасното езеро Балатон, после што со сонце влего во Словенија, што ми беше базна станица за посета на Алпите. Во ден недела влего во Австрија, каде со секој километар зеленилото беше се поубаво, покриено со пролетното сонце, се додека не стигнав до наплатната рампа, од каде започнува преминувањето на австриските Алпи. И јас седам на сонце, а пред мене огромни карпести планини, покриени со снег и скриени со магла. Како што се искачував нагоре, така како да влегува во друг свет. Сето сонце и топлина се претвори во ветер и облаци, но се уште беше убаво во овој нов свет. Се искачив на највисоката точка од овој пат, каде ветрот беше уште поголем, а во воздухот имаше лесни снеголки. Решив тука да направам една добра пауза, но кога ја извадив на раквицата од раката, сватив дека услови за тоа нема. Раката веднаш ми се здрви, како половина час да ми била во снег. Веднаш ја облеков и тргнав да се спуштам од Алпите кон јужниот дел. Само што почнав со возење, започна да врни дожд, кој подоцна се претвори во малку сериозен снег, што беше зачинет со густа магла. Визирот од кацигата почна да ми се покрива со снег, а при тоа и ми се замагли. Па кога веќе ништо не гледав и го подигнав, не можев воздух да земам поради силниот и студен ветер. Како што слегував, снегот се претвори во дожд, после што евентуално кога веќе влегов во Словенија, престана. Од Словенија се спуштив во Хрватска, каде ја возев познатата Јадранска магистрала, прекрасен пат покрај самото Јадранско море. Го посетив и националниот парк Биоково, кој на врвот има стаклен мост што гледа кон Јадран. Одењето по него е едно поинако искуство. При првите чекори го чувствувате стравот од високото, но потоа се навикнувате и едноставно уживате.
Следната станица ми беа најубавите водопади на Балканот, а тоа се водопадите Кравица во Босна и Херцеговина. Се уште се каам што не се искапи во тие води што ги формираат водопадите, но сигурен сум дека ќе има и друга прилика. Уште нешто интересно за мојата посета на Босна е тоа што го платив најскапиот бурек во мојот живот во градот Мостар, 6 евра. Но најголемото изненадување беше тоа што при излез од Мостар забележав знак на кој го имаше македонското знаме и всушност покажуваше насока кон спомен обележјето на председателот Борис Трајковски во Мостар. Се обидов да го најдам тоа обележје, но за жал не успеав. А со оглед на тоа што времето се влошуваше, морав да продолжам да се движам кон Црна Гора. По пат за Црна Гора ме фати еден тежок дожд кој ме направи жива вода. Стигна во Црна Гора и спие во бангалово. И тука ја имав најубаво преспиената ноќ на ова патување. На опремата не успеа да ми се исуши во текот на ноќта, па другиот ден со водена опрема продолжив кон Албанија и низ природниот парк Кулца влегов во Македонија кај Дебар. А летото направив и многу еднодневни тури низ Македонија. Например, возев од селото Ропотово во Прилепско низ селото Богомила кон Велес, пат што за кој малку луѓе во Македонија знаат, а после тоа го посетив и местото Пешти, едно прекрасно место во Македонија каде што можете да кампувате, а исто така и да се искапите во ладните води на реката Бабуна. Го посетив и Берово, заедно со Беровското езеро, покрај кое што има неверојатна пешачка патека низ шума. А бев и до Галичник, и тоа многу пати, место за кое што ви кажувам многу пати дека емитира една посебна енергија и кое што мора да го посетите доколку немате веќе одено. Бев и на излетничкото место Конјарк, за мене едно од најубавите во државата, што се наоѓа во близина на селото Скочивир, место каде на средина течи река, а околу неа седите и уживате вие. Правите скара, исто така и се дружите. А тоа што ја прави дружбата уште подобра е тоа што таму нема мрежа на телефонот. Па музиката што ќе ја слушате ќе биде таа што сами ќе си ја испеете. Направив и тура низ Западна Македонија, во која го посетив Бигорски манастир стар 1000 години. После тоа отидов и до Охрид, центарот на македонскиот туризам, а премногу пати возев и низ националниот парк Галичица. Патував и низ соседството, Будва, Костур, Воден, Солун, Валона, како и Саранда во Албанија каде се наоѓа изворот Сино око, природен феномен на кристално чиста вода, чија што вистинска длабочина се уште не е позната. Го возев и највисокиот пат во Грција, преводот Барос. А сите овие кратки патувања беа подготовка за нешто поголемо, за нешто што сакав да го направам уште пред да имам мотор, а тоа е патувањето во Турција. Беше месец октомври кога пристигна во Истанбул, каде од прва рака го почувствував истанбулскиот сообраќај. Огромен метеж, колони и споро движење. Конечно пробав јајци и суџук за доручек, заедно со турски чај, а исто така и за прв пат во мојот живот ја напуштив Европа и влегов во Азија. Тоа го стори возејќи над еден од мостовите на прекрасниот Босфор, покрај кој подоцна пиев турски чај, додека во мене удираше свежиот босфорски ветер. За мене тоа беше едно посебно доживување, бидејќи нешто што секој ден го гледав на телевизија, овој пат го гледав и чувствував во живо. Од Истанбул отидов за Кападокија, едно од најпознатите туристички места во Турција, каде престојував во домот на најпријателски настроените луѓе што досега сум ги сретнал и каде бев гледан буквално како нивно дете. Останав 2 ноќи и се надевав дека ќе ги видам балоните на топол воздух, но до тоа не дојде. Баш кога пристигна, времето се влоши. Беше доста облачно и имаше ветрови доволно силни за да ги спречи балоните во летањето. Со оглед на тоа што и температурите се симнаа на 7-8 степени, одлучив да се спуштам крај брегот на Средоземното море, каде температурата беше околу 25 степени, а во градот Аланија на плажите се уште имаше луѓе што се капат на сред месец октомври. Возењето покрај Медитеранот беше исполнето со сонце, а патот ме одведе кон Памук Кале, вистинското Памук Кале, кој има извори на топла вода, како и тераси направени од посебни минерали. При патот до дома, за да го избегнам сообраќајот во Истанбул, се кажив на траект и преку Дарданелите премина во Европа, при што после 13 дена патување се врати во Битола и со тоа ја привршив сезоната на возење за 2024 година. После 2024 година веќе знаев што сакам. Сакам да посетувам земји со источна култура, каде луѓето имаат топлина и знаат да пренесат добра енергија.
Сватив и дека патувањето е најголемо богатство, дека ако за некои места сметаме дека се далеку, значи дека немаме доволно жилба за да ги посетиме. Па така, во 2025 година одлучив да одам чекор понатаму, да посетам земји за кои кај нас малку се знае. Една од тие земји е Тунис, најмалата земја во Северна Африка. Патувањето во Тунис беше нешто целосно поинакво од она што до тогаш го имав патувано. Беше едно многу уникатно и необично патување. Секој ден беше ново изненадување. За да стигнам до Тунис, прво отидов до пристаништето во Драч, Албанија, од каде се качив на брод за Бари, Италија. Возев 2 дена низ Италија за да стигнам до градот Палермо на Сицилија, од каде се качив на вториот меѓународен траект за Тунис. На полноќ за прв пат во мојот живот пристигна во Африка. Првата слика што ја видов беа темни, слабо осветлени улици, како и стари згради во лоша состојба. Но го посетив и туристичкото место Хамадет, кое беше чисто и уредно изградено покрај брегот на морето. Како што продолжив на југ, почнав да го запознавам вистинскиот Тунис. Имав прилика да спијам во хотел, издлабен во камен, каде температурата беше за 20-30 степени пониска од таа надвор, што допринесе за одлично спиење. А потоа започна вистинскиот дел од патувањето. Влегов во пустината Сахара. Тука сватив дека бензинот станува реткост, а водата луксуз. Малку населени места, а многу песок. Пред мене е патот, а околу мене докаде окото ми гледа само песок. Со десетици километри единственото живо суштество што можев да го видам беа неколку камили покрај патот. Тука ја правам и најголемата грешка на ова патување. Ја потценувам природата. Тргнувам по скратено патче низ пустината Сахара, со цел да стигнам до една оаза. Кога ја видов картата, мислев дека се 2-3 километри во прашање, а патчето делуваше тврдо и безбедно. Но на одредени места ветерот имаше издувано песок што го покриваше патот, а по 2 километри, веќе на едно место, имаше толку голем нанос, што сватив дека е најдобро да се вратам назад. Но по патот за назад, кон асфалтот, кога стигнав до едно купче песок, наместо да застанам и да размислам, јас се впуштив низ песокта, мислејќи дека лесно ќе излезе. Ама тоа не се случи. На температура од 40 степени, под сонце без апсолутно никаква сенка и потрошена вода, потрошив 1 час, што се чувствуваше како 3, обидувајќи се да го извадам моторот од наталожената песок. Го туркав напред и назад, а копав и со рацете низ песокта, додека истовремено има вртоглавица, а очите сами ми се затвораа кон заспивање. Без мобилна мрежа да повикам некого и без никаков жив свет во близина, природата ме остави сам на себе. Во моментот кога јас самиот решив да се откажам од себе, се обидев да го турнам моторот за уште еден последен пат. Со она малку сила што беше преостанато во мене, успеав да се одглавам и евентуално да стигнам во оазата. Капењето што потоа го направи во таа оаза беше најголемата награда што можев да ја добијам после еден таков напорен момент. Таму го сретнав и првиот балканец на ова патување, Хрват од Шибеник, а потоа продолжив кон портата на Сахара, додека попат околу мене гледав стада со камили и многу песок. Посетив уште една мала оаза, чија што вода ја користи локалното население за пиење, а потоа почнав да се упатувам на север, каде во градот Сус бев поканет од страна на еден туниски моторџиски клуб, кој случајно го запознав на бродот од Италија за Тунис. Бев пречекан и прошетан како нивно дете, а ми испратија со кутија благи работи како сувенир. Кога стигнав на пристаништето во Тунис, случајно се запознав со уште еден балканец од Црна Гора. Човек со кој одлучивме да го делиме патот од Палермо, Италија, па се до Драч, Албанија, каде се разделивме и отидовме по своите патишта за дома. Па така, кога стигнав во Битола, го прогласив за успешно и ова патување, кое ќе остани во моето сеќавање како едно уникатно и необично патување, исполнето со многу работи што не ги предвидов. После денови гледање само песок и пустината Сахара околу мене, почна да ми недостига зеленило, шуми и езера. Па така, во текот на летото направив неколку кратки патувања, во кои ги посетив резерватот Јасен во Македонија по пат за кој не многу луѓе знаат дека постои. Исто така го посетив и националниот парк Дурмитор во Црна Гора, но истовремено го планирав и моето следно поголемо патување, а тоа е патувањето преку Турција до Кавказот и посета на Грузија и Ерменија. Сето она зеленило што не го гледав во Тунис, го видов во Грузија. Планинскиот венец Кавказ е нешто што ќе го сака секој љубител на природа и зеленило.
Тоа е предел каде постојано возите низ различни надморски висини. Таму се искачив до црквата на Светото Тројство во Гергети, која што е сместена на 2200 метри надморска висина и до која се стига возејќи по воениот пат што води за Русија. Пат обиколен со неверојатни пејзажи и снежни планински врвови. Но вистинската убавина на грузиската природа ја видов со искачување високо на Кавказските планини, заедно со еден италијанец кој случајно го запознав. Тоа беше возење исполнето со адреналин, искачување до 3000 метри надморска висина, а имаше делови кога возев покрај стрмни провалии, по мека земја и наместа пресечен пат од потоци што извираат високо на Кавказските планини. Но истовремено беше пат кој ги нудеше едни од најубавите погледи што сум ги имал. Кратко потоа ја напуштив Грузија и влегов во Ерменија, држава која наместа даваше чувство дека се наоѓате се уште во времето на Советскиот сојуз, но истовремено земја со многу пријателски настроени луѓе и многу лади. Ерменија е држава со многу цркви, а јас најмногу време поминав во главниот град Ереван, кој беше многу поразличен од тоа што го видов во другите делови на државата. Ерменија морав да ја напуштам преку Грузија, каде навигацијата престана да ми работи како што треба, па локалното население беше среќно да ми излези во пресред, а потоа имав и прилика да бидам запред од 3 прекрасни деца, кои ми го направија денот поубав. При излез од Грузија добив и казна поради немање осигурување за моторот. Казна која се уште не ми е платена и за која треба да поразговарам со грузиско представништво во Македонија, со цел да ја платам и да имам чист пасош доколку се враќам некогаш пак во Грузија. Во моментот кога од Грузија влегов во Турција, веќе го започнав моето враќање кон дома, но по пат во Турција го посетив мрачниот кањон, кој беше место со прекрасни гледки и возење на работ од патот. А потоа се упатив кон Кападокија. Повтор пат во мојот живот, исполнет со надеж дека овој пат ќе имам прилика да ги видам балоните како полетуваат. Во хостелот во Кападокија се запознав со еден кинез, кој исто така патуваше со мотор, и рано наутро, после 4 часот, се упативме кон еден од редовите на Кападокија, од каде имавме прилика да ја видиме една од најубавите гледки во нашиот живот. Видовме десетици балони како полетуваат кон небото, а во позадина прекрасно изгреј сонце. Времето ме притискаше, па штом балоните почнаа да се намалуваат и сонцето веќе беше изгреано, се упатив кон Истанбул, каде бев пречекан од густиот сообраќај и со многу нерви пристигнав во стариот дел на градот. Тука ја посетив Капали чаршија, се качив во трамвај и отидов да пијам кафе покрај самиот Босфор. Иако повтор пат тука, гледката и чувството се уште беа прекрасни, а босфорскиот воздух освежувачки. Следниот ден беше мојот последен ден од ова патување, при кој ја напуштив Турција и на само 100 километри пред Битола го имав првиот дожд на ова патување, поради кој морав да застанам и да почекам да преврне. Кога стигнав на граница и влегов во Македонија, веќе беше зајди сонце, а јас, среќен и исполнет, го прогласив за успешно и ова патување кое за мене беше најубаво патување до сега. И заради добрите временски услови, и заради местата што ги видов, но и заради сите луѓе што ги запознав на ова патување. Тоа во кратки црти беа моите патувања последните 2 години, исполнети со многу убави моменти и спомени кои ќе останат во моето сеќавање. Направив по еден чекор на 3 континенти, чекор кој е мал на картата, но голем во моите сеќавања. А благодарение на мојот YouTube канал, јас веќе не сум сам на моите патувања, ви имам сите вас со мене. Кој би помислил дека нешто што го започнав како хоби пред 5 години, денес ќе прерасни во едно големо семејство. Среќен сум што имам прилика да ги споделам моите патувања со толку многу луѓе и што успевам да ви дооловам како изгледа едно патување и животот во другите земји. А уште посреќен сум поради тоа што има многу од вас кои се инспирирале од моите видеа и започнале исто така да патуваат и да се стекнуваат со нови искуства. Што ќе биде со мене во иднина, само времето ќе покаже. Доаѓа зимата и во овој момент немам снимено патување за во блиска иднина. Може би ќе објавам некои информативни видеа, а може би едноставно ќе направам привремена пауза. Но во секој случај за неколку месеци доаѓа пролет, а со неа и нови патувања. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео и стигнавте до крајот. За да ги следите моите патувања, притиснете на дугмето subscribe, а доколку ви се допадна овој мој роденденски специјал, притиснете на дугмето лайк. До следното видео, останете поздравени, чувајте се и не заборавајте. И најголемото патување започнува со првиот чекор.